27.400 денари месечно му фалат на просечно 4-члено семејство за да преживее. Толку според синдикатот е разликата помеѓу просечната плата и синдикалната потрошувачка кошничка. Влијанието на порастот на цените и порастот на животните трошоци, растат на инфлацијата, влијае врз намалување на реалната вредност на работничките приходи и на куповната моќ. Ова доведува до осиромашување на целокупното население, што е една од најголемите причинители што ги обесхрабрува и демотивира работниците. Според ова, од синдикатот бараат владата подитно да донесе одлука со зголемување на платите на вработените во јавниот сектор за 18,4% согласно усогласувањето. Синдикатот ги подсетува владата, општините и правниот сектор дека кривичниот законник се применува за сите, а предвидува секој што свесно не се придржува кон закон, друг пропис или колективен договор и со тоа повредува, одзема или ограничува право што на работникот му припаѓа, ќе се казни со парична казна или со затвор до 1 година. Затоа, до септември, како што вели законот, платите и во јавниот и во приватниот сектор треба да се усогласат за 18,4%, а ССМ бара се бори и е одлучен до крај да истрае за работниците да добијат достоинствени плати, утврдени согласно законот и колективните договори кои мора да се спроведуваат и покрај сите притисоци. За синдикатот најавените покачувања од 2,5, 10 или 15% се паушални и понижување на работниците.